Партијски и политички одлуки биле предуслов експресно за само една седмица министерот Оливер Спасовски пред да го напушти МВР да додели 1198 решенија на вработени во министерството, рече денеска на пресконференција техничкиот министер за внатрешни работи Наке Чулев. Од почетокот на месец декември до 25 во месецот, тоа е последната недела од кога Оливер Спасовски беше министер за внатрешни работи, донесени се купно 1050 решенија. Додека во последната седмица, за само 7 работни денови, донесени се изработени 1198 решенија. Решенија се давани дури во касните ночни сати на 3 јануари, дури во 12 часот. Во споредба со истиот период минатата 2018 година, во текот на месец декември се донесени само 194 решенија. За решенијата Чулев формирал комисија, која ја разгледувала состојбата во период од 1 декември лани, заклучно со 3 јануари годинава, и прегледала 1750 решенија, а досега утврдиле неправилности кај над 100. Секоја одлука по жалбите на приговорите на вработените е поединечен случај, вели Чулев. За секој вработен посебно ќе се одлучува каде ќе биде вратен на работа. Дополнително, биле утврдени и незаконитости по изрекувањето на наредбите. Наместо наредба од 30 дена како што налага законот, тие траеле и по година, а на позицијата, односно местото на оние кои со наредба биле распределени, се назначувале нови лица, па така на една работна позиција имало двајца вработени во МВР. За овие случаи дузина одлуки во полза на вработените имали народниот правобранител. 4 милиони евра минатата година се одлеале од касата на министерството како резултат на судски постапки кои вработените ги воделе против МВР. Тужбите најчесто се поради неплатени прекувремени работни часови или незаконски прераспоредување на работни места. Чулев истакна дека 130 лица од претходната УБК кои не преминале во Агенцијата за национална безбедност до декември земале плата од министерството, иако контраразузнавањето не постои во правниот систем. Како што истакна министерот, сите овие вработени тој ги прераспределил во МВР, како би можеле да им бидат исплатени плати.